Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денешното издание го посветуваме на третиот сајм на кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, кој се одржа минатата недела на 8 април 2025. Низ разговорите со учесниците, студентите и гостите ќе ви ја доловиме атмосферата. Сајмот за кариера, кој, како што кажавме, ФИКТ по трет пат го организираше минатата недела и овој пат беше платформа за директно поврзување меѓу студентите и представниците од IT индустријата. Место каде над 20 компании од Битола и регионот ја презентира својата дејност, а студентите имаа можност да се запознат со потенцијалните работодавачи, да се информираат за можностите за стипендирање и практикантска работа. Секако тука беа и средношколците кои се запознаа со студиските програми кои ги нуди Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, со неговите лаборатории, со мобилностите кои ги нуди, се во насока тие да станат идни студенти на оваа единица на UKLO. Деканот на факултетот професор доктор Благој Ристевски нагласува дека организирањето на вакви настани од клучна важност за поврзувањето на младите IT кадри со реалниот сектор. Годинава и новина на сајмот. Годинава за прв пат се организира и алумни средба на веќе дипломирани, магистрирани и докторирани студенти. На сајмот, покрај нашите студенти и студенти од другите факултети од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, присутни се околу 20 компании и институции со кои што студентите преку директен контакт ќе можат да се запознаат меѓусебно и да се реализираат студентски пракси, а понатаму секако и вработување на студентите. Какво е вашето искуство од минатите сајми? Дали студентите успеа да добијат некој стипендија или вработување? Искуството од изминативе два сајми на кариера е позитивно и токму тоа беше причина да продолжиме со организирање на вакви сајми, секако и до година ќе продолжиме со организирање на сајм на кариера и отворен ден на факултетот, затоа што голем дел од нашите студенти стапија во контакт со IT компаниите, но и други компании на кои што им се потребни IT стручњаци. Во однос на средношколците, поканети се и тие денеска? Денес се поканети и матурантите од битолските средни училишта, како и од училиштата во регионот, на кои што ќе им бидат презентирани студиските програми на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола и со кои се надевам дека од наесен, од 1 октомври, ќе се гледаме на ФИКТ. Во име на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола присутните ги поздрави проректорката професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, а заменик министерот за финансии професор доктор Николче Јанкуловски, кој исто така беше гости на настанот, ни изјави. Сајмите за кариера кои што ги организираат универзитетите заедно со бизнис секторот се од суштинско значење и во делот на вработувањата, но и во делот на подобрување на вештините кои што можат да ги стекнат самите студенти покрај оној класичен традиционален начин на предавање во рамки на амфитеатрите, предавалните, секојдневна комуникација со професорите, сепак и стекнувањето на другите вештини во тоа неформално образование со поддршка на бизнис секторот и како помага, придонесува во создавање на кадар кој што ќе може да одговори на предизвиците и на владата и на предизвиците со кои се соочуваат економските субјекти. Сето тоа допринесува во подигање на квалитетот, на продуктивноста на самите компании, на подобрување на рейтингот на универзитетите и на крајот на денот во економскиот раст на државата и секако бруто домашниот производ, она што ни е и како Министерство за финансии примарна задача. Да го подобриме животниот стандард на населението, а без млади нема еднина и секоја инвестиција во младите представува добар стимул
за напредок и инпут во порастот на домашната економија, да ја направиме што е можно и поконкурентна на глобалната економија и помалку отпорна на овие случувања кои што ни се случуваат и од надворешна страна. Вашите заложби за студентите за подобрување на стандардот? Програмата на владата од 2024 до 2028 навистина има доста проекти. Би рекол претходно кои биле проблеми со кои се соочуваа младите луѓе. Тука секако припаѓаат и студентите. Работевме на студентскиот ваучер, за студентскиот оброк, имаше доста незаостанати обврски кои што се потрудивме да бидат исплатени, па понатаму обезбедивме средства од буџетот за зголемување на обемот на лица кои што можат да го користат тој бенефит и секако во идниот период размислуваме и за зголемување на таа вредност. Кај младите исто во програмата на владата е предвидено да лицата до 29 години кои ќе бидат вработувани од приватниот сектор, да ги ослободиме приватните компании од плаќање на придонеси, со тоа би ја стимулирали младинската вработеност уште повеќе и би ја зајакнале домашната економија. Се работи на проектот Купи куќа, купи станона што беше во минатото, но оставам се за во идниот период да бидат и да се доуредат повиците, уредбите и да ги објавиме официјално и како влада и како министерство. Исто и во дел на земјоделството имаме тука активен оглас за млад земјоделец, каде и добар дел од руралните средини, младите кои што живеат таму, да можат својата иднина да креираат во тие места и на тој начин да го развиеме и тој дел од државата, да не е само во урбаниот, да биде и во руралниот дел. Има е добар дел од политиките за подобрување на конкурентноста на младите предпријатија, понатаму повици, тоа е повеќе во делот на економија и за подобрување на иновативноста на самите компании. Во фаза сме на спојување на фондот за иновации со агенцијата за предприемништво, бидејќи од едната има кадар и другата кои што некако одделно да работат вака со заеднички сили и поддршка на владата и секако буџетот, ефектите би биле многу поголеми и опфатот на лица кои што ги користат повиците и преносите од тие повици би биле на многу повисоко ниво. Веќе слушнавте искуствата од одржаните претходни сајми на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии се позитивни. Годинава своите искуства вработените од ФИКТ ги споделија со гостите од средното училиште Шехит Мурат Најбоглу од Истанбул, Турција. Како што не информира професорката Лила Ивановска, која беше нивна придружничка, посетата на Македонија била дел од Еразмус плюс програмата на Европската комисија, а за време на нивниот престој се запознале со иновациите во процесот на образование кои се воведени на ФИКТ. Го прашавме професорот Сердар Дријавачи дали има заинтересирани средношколци да студираат во Македонија и на УКЛО. Македонија öncelikle bizim için Нашата младина е доста заинтересирана за Македонија, како за историјата на Македонија. Нашите ученици, како што кажав претходно, ја знаат Македонија, знаат за оваа држава и имаат интерес, преуваа желба да дојдат тука и да студираат. Останете со нас на 90,8. По музичката пауза ќе ги слушнете и разговорите со останатите учесници на сајмот на кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум,
сакам, ме полудуваш што одиш па се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, да побегнам. И немам каде јас да побегнам, бум бум бум, бум бум бум. И немам каде јас да побегнам, бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, како бум бумеранг, бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Сајмот на кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии привлече бројни IT компании, партнери и соработници од регионот, кои ги представија своите активности, можности за практиканство и вработување, како и потенцијали за академска соработка. Радува фактот дека некои од алумните на ФИКТ сега се веќе дел од IT компаниите. Ти ми се представиш сега на почет. Јас сум Димитар Митревски, вработен веќе 2 години во фирмата IB Connect. Со штанд на сајмот на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, како е посетеноста, младите се интересираат? Да, јас имав прилика да разговарам со повеќе студенти на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Можам да кажам дека интересот и желбата на студентите да најдат пракса е на многу високо ниво и тоа ме радува, а ние како фирми имаме одговорност да ги примиме тие ентузијасти, млади студенти и да ги креираме како наши идни вработени. Димитар, доаѓаш токму од ФИКТ сега во IB Connect? Да, веќе 2 години работам во IB Connect, претходно имав моја фирма стартап и ја започнав точно на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии преку една акцелераторска програма. Тоа беше соработка меѓу факултетот и Преда фондација. Тоа е фондација која се занимава со обуки за предприемништво и да, 4 години сега сум моментално на магистерски студии на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и баш можам да кажам дека ФИКТ беше она алка помеѓу мене и IT секторот, односно компаниите, и баш ми е мило што ете ФИКТ се развива во оваа насока и сака да ја подлабочи соработката меѓу компаниите и она што нели тука се стекнува како знаење. И реално информатиката е применета наука и мора да факултетот да биде во текст со тоа што се работи реално во индустријата со цел да може да му помогне на студентите после нивното дипломирање да си најдат работа, а и за текот на студирањето да им обезбеди пракса. Димитар беше, чина ми, најдобар студент на генерација? Да, точно. Бев и студент на генерација и да, тоа беше нешто што ете се пронајдов во IT секторот, иако претходно бев фудбалер, можам да го кажам да ги охрабрам оние што слушаат дека без разлика нели на средното, сепак факултетот е нешто што секој може и во информатиката е применета наука и нема, мислам дека нека ограничување, едноставно е желбата и интересот и да, ти треба едноставно интернет и компјутери, нормално и сам можеш да учиш, но сепак и факултетот ти придонесува кон тоа изградување во областа на информатиката. Значи тука си во улога и на алумни на ФИКТ, или поранешен студент, но исто така и поранешен соработник на Универзитетското радио УКЛ ФМ Битола. Да, во повеќе улоги, да и алумни точно на ФИКТ и да соработник на Универзитетското студентско радио УКЛ ФМ. Димитар, ти посакувам
успех во работата што ја имаш сега, колку време ќе те држи, како или можеби нешто друго ќе замислиш. Во секој случај верувам во тебе, затоа што ти го знам потенцијалот. Што ќе порачаш на студентите, на средношколците сега како магистрант, нели? Да, она што би им го порачал е да не се откажуваат, односно да пробуваат нови работи, бидејќи сега се млади и да преземаат ризици и одговорност. Сметам дека и двете работи се битни, нели, одговорноста за нивниот успех во кариерата е нивна и сега е тој момент да пробуваат нови работи. Еве јас можам да ги охрабрам според моето искуство дека јас почнав стартап, значи почнав фирма, иако нели од дома ми вика немој сега, уште си млад, не го пробувај тоа, меѓутоа ете, јас ми предизвик да почнам со пракса некаде, меѓутоа јас одлучив да почнам компанија, иако бев само студент и немав претходно работно искуство. Така да не треба се ограничуваме, треба да го направиме тој следен чекор и сега е тој момент. Значи сега нашите одлуки ќе се одразат на долг рок во иднината. Така да нека го преземат ризикот. И благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. А како идни студенти на ФИКТ и на УКЛО, како дел од Европската универзитетска алијанса Колорс, ги очекуваме средношколците кои на сајмот беа во голем број. Разговаравме со дел од нив. Ке ми се представите на почеток? Јас сум Лука Соколовски, ученик во гимназија Јосип Броз Тито, Битола. Која година? Трета. Ема Велјановска, јас учам во Јосип Броз Тито и јас сум трета година. Добро, што се имавте можност да видите на сајмот тука, што ви се допадна, што размислувате вашите плани? Ми се допадна како многу компании дојде овде да побарат млади работници и како ни објаснија како се условите во нивните фирми и се така, бенефитите. Мене убаво ми беше што можев да видам заинтересираноста на компаниите и зашто се стремат тие, како тие се насочуваат во новата ера, да се рече. Вашите планови, како сега сте рековте, трета година? Понатаму, имате време, но сега... Ќе продолжиме најверојатно на факултет, само зависи каде. Ова е одлична можност да видите што се нуди факултетот за информатички и комуникацијски технологии и доколку сте заинтересирани за таа област, за информатика, нели да тука. Апсолутно, и како што говори Тали, тебе баш импресиониран со организацијата, тука се многу конкретно и многу организирано, да не се повторувам. А ким се представиш и ти? Јас сум Искрена Чаковска, во ученичка во 4-та година. Матурантка, значи? Да. И ете, тука сега дојдовме да видиме какви можности имаме. Не знаев искрено дека толку можности имаме баш тука во околината наша. И мислам дека вреди да се размисли да сите опции да се да се имаат во предвид кога ќе одлучуваме за каде наредно да се запишеме и каде да продолжиме со образованието. Што те влечи тебе? Па искрено јас ја сакам науката и се гледам во некоја таква област, конкретно која не знам и затоа вака посетувам различни саеми за сепак да можам да имам повеќе идеи и информации за да одлучам. Јас искрено се надевам дека можеби некоја од единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе биде твојот избор. Не знам, искрено уште имам време за таа одлука да ја направам, па ќе видам каде ќе ме однеси пато, не можам да знам. Во секој случај каде и да одиш со успех да видиш. Па се надевам така. И благодарам да сите. Нема што, благодарам и. Ке ни се представите? Јас сум Теодора Јановска. Здраво, јас сум Ана Беле. Здраво, јас сум Стефанија Стојчевска. Сите сте ученички во Средното техничко училиште во Битола. Која година сте, не ми кажавте? Втора година. Втора. Сите сте втора. Дојдовте на саемот тука на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Што се видовте, што најповеќе ви привлече внимание, да кажете? За сега многу не привлекува штандовите кои што беа представени за да се насочиме за пракса понатаму каде да се упатиме и сето тоа. Се е преорганизирана стварно. Добивме подобро знаење што се работи во фирмите, со каков принцип се работи, што можеме да очекуваме од нив. За да знаеме за поеднина, не само за праксата, но и за
видни професии. Така? И дадоја и како флаери за да знаеме каде да ги најдеме и да супатиме кај нив. И сега морам да ве прашам, кои се вашите планови понатаму за продолжување на школувањето? Сега сте рековте втора година, но времето брзо лета, ќе стигнете за брзо до четврта и ќе морате да размислувате каде да се запишете понатаму, ако сте заинтересирани секако. Да, дефинитивно дека ќе продолжам да се упатам на смерот што сум запишана. Ќе одам или тука на овој факултет, продолжам со автоматика програмирање. И јас исто така брзо во времето како што рековте, и јас би сакала да се упатам кон мојата струка што веќе си ја одбрав. Програмирањето многу ме привлекува и од мала сум го сакала овој факултет. Фикт, стварно многу убаво место и мислам дека многу има за да ни понуди. И јас мислам дека ќе продолжам со овој смер и дека ќе одам на фикт факултетот. Значи ќе ве гледаме како студенти на УКЛО. Дефинитивно. Ви благодарам и посакувам успешно да завршите ова учебна година, а по 2 години се гледаме на фикт. Во рамки на сајмот на кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола се одржа и панел дискусија на тема етика во вештачката интелигенција, но за тоа по музичката пауза. Останете и понатаму со нас на 90,8. Бакни ме за крај, штом ке си одиш. Бакни ме да знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Бакни ме да знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е, дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај, бакни
На панел дискусијата на тема етика во вештачката интелигенција, која се одржа во рамки на сајмот на кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, се отворија клучни прашања за одговорноста при користењето на вештачката интелигенција, потребата од хуманистички пристапи и интегрирање на етичките принципи во развојот на новите технологии. Професор доктор Константина Велјановска, продекан за наука и соработка на ФИКТ, посебно нагласи дека одлуките што ги носи вештачката интелигенција почнуваат да влијаат врз човечкиот живот и општеството и неправилната употреба може да предизвика големи штети. Во суштина, сите започнуваат да ја користат вештачката интелигенција, како поединците, така и организациите од приватниот, од општествениот сектор, компаниите. Значи, одлуките што ги носи вештачката интелигенција или системите кои што користат вештачка интелигенција започнуваат да влијаат на човечките животи. Меѓутоа, не само на животот, туку влијаат и врз општеството, може да влијаат незината злоупотреба, може да влијае врз повторно човечки живот или материјална некаква штета, или пак врз репутацијата на бизнисите. Во неколку тела во светот, во суштина неколку организации, како што се Европскиот парламент, Светската здравствена организација, УНЕСКО или пак Националниот институт за стандарди и технологии на Соединетите Американски држави, се обидуваат да воспостават некакви принципи или правила на етичко однесување во вештачката интелигенција. Меѓутоа, се уште не постои цврсто поставени правила кои што треба да се следат, туку тоа се само насоки или рамка на действување во областа. Тука треба да се земат во предвид повеќе работи. Значи, од една страна тоа се системи кои што користат вештачка интелигенција, од друга страна нивното користење и употребата. Значи, како се креираат тие системи, како се користат и однесувањето на самите системи. Сите тие три работи треба да се земат во предвид. Постојат навистина препораки кои што се однесуваат на заштита на податоците, на транспарентност, одговорност во користењето. Суштината е да се запазат моралните начела, како што е разликување на добро или правилно од лошо или неправилно, кое што треба да биде вградено во системот на кој користи вештачка интелигенција. Меѓутоа, и во процесот на создавање на таквите системи, значи и користењето. Тоа се препораки, значи можеме да ги сметаме сајбер безбедноста, приватноста на податоците, постои строго законска регулатива во секоја држава како треба да се манипулира со податоците. Меѓутоа се работи за морални начела кои што во различни делови од светот се различни. Значи различна култура, религија и тука сега доаѓа во предвид да се земе државата во која што е креиран тој систем за вештачка интелигенција. Значи едни правила би важеле на далечниот исток во Кина, други правила би важеле во Соединетите Американски држави и токму тука треба да се направи некој баланс. Во суштина да она што е и главната задача на вештачката интелигенција да го имитира интелигентното однесување кај човекот. Во суштина сега се обидуваме на некој начин да таквите системи го имитираат моралното однесување кај човекот. Меѓутоа тука нормално влегува, доаѓа во предвид и моралното однесување на оние кои што ја креираат таа вештачка интелигенција и кои ја користат. Деканот на ФИКТ, професор доктор Благој Ристевски, информира дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е меѓу првите универзитети кој донесе декларација за етичко користење на алатки за користење на генеративна вештачка интелигенција. Донесе исто така и насоки за етичко користење на генеративна вештачка интелигенција и во етичкиот кодекс се ставени насоките и делот од етичкото користење на вештачката интелигенција. Таа е алатка која што како во минатото што се користел имало дилема дали да се користи калкулаторот, дигитронот, дали да се користи, така и сега вештачката интелигенција сите ќе ја користиме и ќе ја користиме, но сепак треба да има соодветна едукација, да се препознава што е она што генеративната вештачка интелигенција го
што креира со тоа што може да измислува, да креира и невистини, така што крајните корисници да може да бидат способни да препознаваат она што е генерирано од вештачка интелигенција, дали е вистинито или не е вистинито, бидејќи може сега да се генерираат не само текстуални податоци, може да се генерираат и различни слики со помош на алатки за генеративна вештачка интелигенција, видеа, значи мултимедиски податоци, да се генерираат податоци, да се измислуваат некои различни заклучоци, така што и тоа како ние како академија сме тука за да вршиме едукација на сите со цел не само да се подигне дигиталната писменост, туку и така наречената генеративна писменост, односно писменоста при употреба на генеративна вештачка интелигенција. Кажете ми уште во кодексот што се има? Во етичкиот кодекс, во делот што е за и во декларацијата за етичко користење на генеративна вештачка интелигенција, укажано е дека сите вработени наставници на универзитетот, студенти, дека се задолжени кои што имаат афилиација на универзитетот Свети Климент Охридски Битола, дека задолжително треба да наведат во трудот доколку користеле некоја алатка за генеративна вештачка интелигенција, дека истата е користеле, освен секако, значи тука станува збор за јазично подобрување кое што секојдневно се користи. Употребата на вештачката интелигенција е тема и за студентски истражувања. Здраво, јас сум Анита Трајковска и сум моментално студент на факултетот за информатички науки во Битола. Моментално сум на трет циклус студии, а воедно и сум вработена како искусен технички консултант во компанијата IW Connect. Накратко, јас можам да кажам дека во однос на моите истражувања, темите кои што ги обработувам заедно со продеканката, значи се засновани со употребата на вештачката интелигенција, односно нивната можност како можат да се искористат механизмите за да се добијат некои решенија кои што ќе бидат од сеопфатно значење. Исто така тие алатки ги употребувам во секојдневната работа, во секојдневниот работен дек. Она што можам дополнително да го кажам е дека ние треба да внимателно да пристапуваме кон употребувањето на овие алатки, бидејќи не е секогаш најдобро решение да се добие прецизно и брзо решение, меѓутоа треба да се види како ќе влијае тоа решение во однос на тоа како ќе влијае врз иднината на човекот, врз неговата личност, врз општеството, а секако и дека како влијае врз идните генерации. Па во тој опсек потребно е значи да се направат одредени регулативи, одредени механизми кои етички норми, етички цели треба да се воведат за да може да се регулира самиот развој на вештачката интелигенција, бидејќи ние може да речеме дека вештачката интелигенција се развива постојано, денес ја може би е повеќе актуелна, меѓутоа постои од порано, не е дека сега се појавува, меѓутоа користењето на алатките сега е подостапно. Секој човек може да ги користи тие алатки и затоа треба да се внимава како се користат тие алатки и за која е нивната намена. Светли
конкретно денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола да заклучиме дека одржувањето на сајмот на кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола уште еднаш потврди дека ваквите настани се од големо значење како за IT компаниите, така и за студентите, но и за средношколците. До година очекуваме и нови содржини кои што ќе го привлечат вниманието и на едните и на другите. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Укло ФМ Битола, мај 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk